Со 7-минутен молк точно напладне почна собирот на студентите и учениците од средните скопски училишта пред платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде денеска се одржа заеднички час во знак на почит на жртвите од пожарот во дискотеката во Кочани. Тие на платото пред Уким палеа свеќи и се потпишуваа во книгата на жалост. Подоцна заедничкиот час беше прекинат откако на неколку студенти им се слоши и беше побарена интервенција на брзата помош. Студентите и средношколците останаа на собирот и покрај временските услови, а од студентското собрание беше најавено дека собирите ќе продолжат во текот на целата недела, а за локациите и времето на собирите дополнително ќе информираат. Министерството за здравство информира дека во координација со психијатриска болница и клиниката за психијатрија се формираат мобилни тимови составени од психијатри и психолози кои ќе обезбедуваат психолошка поддршка за семејствата и пациентите. За сите кои имаат потреба од советување или помош, достапна е телефонската линија 078 378 754, преку која стручни лица ќе обезбедуваат психолошка поддршка. Како дел од оваа иницијатива, мобилен тим од 20 лекари и еден психолог ќе биде ангажиран во Кочани со цел да се обезбеди навремена и соодветна психолошка поддршка на граѓаните, информираат од Министерството. Министерството за здравство останува посветено на унапредување на менталното здравје и обезбедување на соодветна грижа за граѓаните, додаваат оттаму. Клиничката болница Аџи-Бадем Систина соопшти дека со сите своји ресурси се става на располагање за транспорт и прифаќање на повредените лица од трагичната несреќа во Кочани. Оттаму информираат дека веќе е направен прием на неколку тешко повредени пациенти и дека болницата е во постојана координација со Министерството за здравство, подготвена да реагира онаму каде што е најпотребно. Според информациите, Аџи-Бадем Систина обезбедува 20 интензивни места за најкритичните пациенти, како и целосен медицински тим и капацитет неопходен за итен третман. Во меѓувреме и клиниката Жан Митрев соопшти дека нејзините врати се отворени за секого кому му е потребна медицинска помош, истакнувајќи дека дел од повредените веќе се згрижени во нивната установа. Од клиниката додаваат дека ставаат на располагање и амбулантни возила за транспорт до сите на кои им е потребна итна интервенција. Собранието на Македонија од 18 март во 10 часот ќе отвори книга на жалост за загинатите во несреќата во Кочани, соопшти собраниската прес-служба. Книгата на жалост ќе биде отворена за сите граѓани во следните 6 дена, секој ден во периодот од 10 до 19 часот. Граѓаните кои сакаат да се потпишат во книгата на жалост можат да влезат во собранието преку страничниот влез од страната на АРМ. Градот Скопје изразува длабоко сочувство до семејствата на настраданите во страшната несреќа која се случи во Кочани. Трагедијата која се случи е огромна, нема зборови што можат да ја искажат болката и тагата за загубата на нашите сограѓани, велат оттаму. Сочувство до семејствата и роднините на настраданите изразија претседателот на Советот на град Скопје и градоначалникот на град Скопје, кој во рамки на координираните активности за помош на семејствата на жртвите и повредените при катастрофалниот настан во Кочани организираат итна седница на Советот на град Скопје, која претседателот ја свика за вторник 18 март. Министерството за внатрешни работи информира дека во рамки на засилените контроли за деновите од изминатиот викенд 14, 15 и 16 март, според статистичките податоци, полициските службеници во сите сектори за внатрешни работи при МВР изрекле вкупно 2391 платен налог, при тоа без возачка дозвола биле затекнати 253 возачи. 131 возач возел под дејство на алкохол, а 679 управувале возило со непрописна брзина. Евидентирани се и 348 прекршоци по основ на непрописно паркирање, 192 лица не користеле сигурносен појас, 58 возачи на мотоцикли не користеле заштитен шлем, 68 возачи говореле на мобилен телефон. Инаку досега, односно за првата половина од овој месец, заклучно со податоците од 16 март, од сообраќај вкупно беа отстранети 1154 возачи што управувале возила без возачка дозвола, 487 возачи паднале на алкотест, додека пак
Дури 2790 возачи добиле прекршочни казни заради прекорачување на пропишаната брзина на движење. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја